Почитувани, добро вечер. Мој вечерашен гостин во емисијата Став е градоначалничката на општина Старо Нагоричане, Жаклина Јовановска. Господи Јовановска, добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер и на вас. Добро вечер до гледачите на Телевизија Плюс. И драго ми е што сум ваш гостин, што вечерва малце ќе ги разјасниме некои теми во врска со општина Старо Нагоричане. Откако раководите со општина Старо Нагоричане, како се справувате со ситуацијата која што ја затекнавте со оглед на тоа што наследивте општина со долгови? За колкав долг станува збор и на кого се општината должи? Да, значи од моето стапување на функција затекнав една општина прво која е со блокирана сметка и во многу тешка финансиска ситуација, затоа што долгот на општина Старо Нагоричане е околу 850.000 евра. Од кои што околу 400.000 евра се долгови кон добавувачи на општината, 300.000 евра се посебен дел во делот на неизмирени обврски кон училиштата, посебно за превоз на ученици, за нафта, за огревен материјал и сите други тековни работења, додека во делот на измирени обврски за јавното комунално предпријатие долгот е околу 140.000 евра, кој највеќе долг се најголемиот дел од тој долг е кон ЕВН, кон измирување на сметките за електрична енергија, затоа што во јавното комунално предпријатие нашите водоводи сите работат на пумпи. Значи немаме водоводи кои што се под природен пат, така да ја искористуваат моќта на природниот пат, туку тие сите работат на електрична енергија, затоа е направен толку голем долг кон ЕВН и 140.000 евра е голем долг за едно јавно комунално предпријатие како нашето, така да значи освен општината, јавното комунално предпријатие, долгот кон ова и затекната состојба со една блокирана сметка во која што се исклучени телефонските линии, интернетот, и дојдовме во една ситуација после моето стапување на функција да дојдеме во ситуација да исклучат електричната енергија во самата општинска зграда. Како се справивте со оваа ситуација? Па со многу тешки напори. Значи, прво направив договори со сите со дел од покрупните добавувачи кои што има извршни решенија во општината. Направивме договор за нарати, но претходно од одбиен, значи барање одбиено за лимит во Кумановскиот суд по жалба на апелација, добивме рамка за тековно работење на општината. Така ги подмиривме обврските за интернет, за електрична енергија и за телефонските линии. Сега моментално функционира општината како и да е, но долгот спрема уличното осветлување спрема ЕВН, кој изнесува околу 32.000 евра, го направивме на рати за да можеме, значи, граѓаните да ја користат услугата која тековно си ја плаќаат секој месец. Значи, секоја услуга која секој граѓанин ја плаќа, секако дека има право и да ја користи. Уличното осветлување, можам да кажам наназад, пред моето стапување на функција, повеќе од пола година не функционираше, беше исклучено. Сега функционира, мислам дека нема да имаме натаму проблеми. Се трудиме значи, да ја ревитализираме целокупната мрежа на улично осветлување, затоа што има многу дефекти настанати од како е исклучувана, да ја прошириме и до секој граѓанин да биде пристап на оваа услуга, затоа што тој ја плаќа и треба да ја има. Со оглед на оваа тешка финансиска ситуација во која што се наоѓа општина Старо Нагоричане, ќе има ли средства, ќе останат ли средства за капитални проекти во општината? Кој ќе биде приоритетот? Па сега во моментов, значи навистина е многу тешка ситуацијата, но јас се надевам дека понатака ќе застанеме на здрави нозе и дека општината во текот на мојот мандат, во наредните години, дека ќе направиме напори, значи што е најмногу можно да се обратиме внимание кон инфраструктурата. Значи тие се најважниот дел на општината е инфраструктурната патна мрежа, водоводите, мада поголемиот дел можам да кажам од општината дека се покриени со водоводна мрежа, има и некои села кои се уште не се покриени со водоводна мрежа, ќе се подружиме и тие да бидат покриени, но патната инфраструктура за жал овие 8 години многу малце внимание се
се обрнувало на патната инфраструктура, така да многу населени места имаат многу лоши патни правци. Сакам да кажам дека тука придонесуваат многу и временските услови за руинирање на некои патни правци, како што се планинските делови, доаѓа до отсечување во некоја поплава или моментално во долните делови на Старо Нагоричане, значи немаме проблем со снежни нави, нема снег, ама во планинските предели веќе имаме снег. Во овие денови сега се соочуваме со навеи на снег кои што мора да се расчистат и луѓето нормално да функционираат, ако се болни да дојдат до патните правци, што тоа се одсечени делови затоа што не се покриени со инфраструктура која што може да се исчисти и од самите машини. Да речеме Македонија пат некаде до патниот правец до каде што има асфалт во Арбанашко, делов преслаб, до тука функционираат, натака ги оставаат граѓаните одсечени на милост и немилост на терет на општината. Се трудиме да најдеме начин да ги одблокираме за да имаат барем некаков пристап. Тоа е во моментов. А инаку дел од капиталните проекти кои што планирате, нели, да ги за оваа година, имаме во предвид да се реализираат 4 поголеми капитални проекти. Тоа е патот Арбанашко делов преслаб, кој е во должина од прилика околу 3 километри. Тоа е од Агенцијата за финансиска поддршка, а исто така и патот за село Цвиланце, кој е во должина од 1700 метри. Само тука општината треба да обезбеди средства за да го плати ДДВ-то, кое е во вредност од околу 80.000 евра. И јас се надевам дека со помош на централната власт тој проблем ќе го надминеме, затоа што со оглед на финансиската состојба која што општината во моментов, не ќе можеме сами да смогнеме сили да ги најдеме тие средства, но со помош од централната власт се надевам, но сум убедена и сигурна сум дека ќе ги завршиме овие два патни правци до 31 јуни. Значи договорот е продолжен за да не пропадат парите, до 31 јуни овие два патни правци ќе бидат реализирани. Исто така, преку Министерството за финансии и Светска банка, имаме два патни правци кои треба да се реализираат во текот на 2018 година. Тоа се патен правец во Мала Еребичарци, тоа се малски патишта и Пелинце Враготурце. Тоа се двата патни правци се во должина од по 1200 метри, што се од голема корист за граѓаните затоа што се навистина во лоша состојба. Тоа се значи 4 поголеми капитални проекти кои ќе се реализираат и преку Агенцијата за државни патишта, значи мислам тоа е во централната власт, ќе се реконструира патот за, мислам наново можеби ќе се прави патот за Пелинце во должина од 19 километри. Значи тој пат поврзува две погранично место Пелинце, две држави, а е во многу лоша ситуација, во многу лоша состојба и во 2018 ќе биде реализиран и тој, така да од поголемите капитални проекти е тоа, додека имаме еден проект со прекугранична соработка со општина Рила. Тоа е значи реконструкција на задружен дом во Младо Нагоричане, кој требало да биде всушност завршен до 1 септември, но не знам од кои причини, најверојатно финансиски, можеби и нешто изборите довеле до такво нешто, е заоставен. Сега го продолжуваме проектот. Инаку тој ќе биде туристички информативен центар, кој е дел од проектот изградба на мост на пријателство и спој на заедничко наследство со општина Рила. Јас исто така се надевам дека и со општина Рила ќе продолжиме и оваа година да имаме соработка, ако се најдеме на заедничка оска, ќе аплицираме за некој проект, кој што исто така ќе биде многу важен и битен за општина Старо Нагоричане, како и овој што е, кој тежи околу 300.000 евра, така да мислам дека позитивно ќе биде мислењето од двете страни на општините за заедничка соработка да продолжи и понатака. Покрај овој заеднички проект кој е успешно ќе биде завршен, мислам дека и понатака ќе продолжиме да работиме со нив. Така, иако зимата е прилично влага, но сепак општината е од разбиен тип и има голем број планински села. Веќе ги спомнавме, значи моето прашање е каква е моменталната состојба таму, како се справувате со снежните навеви, имате ли доволно механизација и има ли воопшто живот во руралните средини? Каква е состојбата со струјата? Да,
добра е, состојбата со струјата е добро. Сега, освен во некои услови кога, например, имаме јаки ветришта или нешто така, значи тогаш доаѓа до прекин на електричната енергија, но во моментов со електричната енергија нема проблем во планинските села, интервенираме до екипите на ЕВН. Само во моментов е само проблемот тој што на почетокот го кажав со прекин на патиштата поради снежните навеи, но јас се надевам дека ќе најдеме начин да ги решиме, затоа што тука е надлежна сепак локалната самоуправа. Додека дирекцијата за заштита и спасување таа интервенира во случај кога веќе се прогласува како елементарна непогода или снегот или поплавите или било што, така да овдека е надлежно само на локалната самоуправа и ќе го решиме проблемот. Така, господја Јовановска, откако сте прв човек на општината, дали оформивте свој тим за работа и соработка или имате целосна доверба во општинската администрација која што и претходниве години нели беше во општината? Така. Па значи јас како ја затекнав од општинската администрација, така и работи до сега. Немам, значи јас како нов градоначалник немам досега вработувано кадри, затоа што и општината и така е превработена. Значи превработеноста е на прво место, на второ место е систематизираните работни места. Во 2015 како е стапен законот за систематизација, општина Старо Нагоричане нема направено измена. Значи се работело по старата систематизација, тие немаат никаква нова систематизација во законски рамки направено соодветно според работните места и според соодветното образование на вработените. Сега ми останува на мене проблемот да го решам, да не речам да го решам, затоа што тогаш ако била направена систематизацијата, сега може да се направат само некои корекции и измени во тој дел, но сега јас треба да ја правам одново и се надевам дека тоа ќе го решам, затоа што соодветни кадри на соодветни работни места ќе работат и ќе има некои поместувања во самата општинска администрација. Но досека работам со таа затечена општинска администрација, немам вработувања, имам во предвид неколку вработувања, кадри кои ми се потребни за функционирање на општината и можеби во делот на спремање на проекти и за аплицирање за проекти за понатака. Тоа го имам во предвид. Така, тоа значи дека ќе има прераспределба на работните места, но дали ќе има некои отпуштање или евентуално нови вработувања, но по партиска линија, како што имаше пракса и се уште има пракса во многу општини кога доаѓа на чело на општината нов градоначалник, особено ако е од друга политичка партија. Знаете што, сега предходната. Да, така, ве разбирам. За отпуштања не би зборела многу затоа што законот сега нормално ги штити и административните службеници. Тоа од една страна, од друга страна мислам не сакам да има такви отпуштања затоа што поголемиот дел од вработените се жители на општина Старо Нагоричане, без разлика од која политичка партија доаѓаат, значи тие се жители на општина Старо Нагоричане. Од тука издржуваат некои семејства, така да во тој дел во моментов не би можела да одговорам, всушност само ако некој не се совпаѓа неговото работно место со неговото образование, тогаш може да дојде до такво нешто. Како нов градоначалник, како планирате да ја заживеете економијата во општината Старо Нагоричане? Па, со привлекување на странски инвестиции. Тоа е најголем приоритет на општината. Мислам дека веќе има заинтересирани инвеститори кои сакаат да инвестираат во општина Старо Нагоричане и веќе има фирми кои тука функционираат на територија на општина Старо Нагоричане. Подлогата им е добра, значи немаме ние многу скапи инфраструктури за да тие не можат да се вклопат во тој дел, така да имаме заинтересирани фирми кои што сакаат да инвестираат во Старо Нагоричане и мислам дека во подем ќе биде и понатака во наредниве години. За прв пат во општина Старо Нагоричане ќе стартува градинска група во склоп на детската градинка Ангел Шајче од Куманово. Кажете ни кога ќе профункционира оваа градинка и дали можеби во наредниот период, вашиот 4-годишен мандат, нели додека сте на функцијата, имате во план да побарате од Министерството самостојна градинка. Дали има интерес од жителите на општината Старо Нагоричане за градинка? Да. Така е. Значи, мислам дека од 1 март би требало, значи, нашите мислења се од 1 март
да почне да функционира градинката во Младо на Горичане. Тоа се реконструирани простори во училиштето во Младо на Горичане, во Ѓорговци. Градинката прекрасно изгледа, морам да кажам, значи реконструираните простори прекрасно изгледаат. Тие се прилагодени на група од 25 дечиња од прилика, значи тоа ќе биде комбинирана група, од најмала до најголема возраст дечињата што можат да посетуваат градинка. Во моментов, значи, ќе пробаме преку градинката Ангел Шајче, како ќе функционираат, како ќе одат тековно натака работите, така и ќе имаме во предвид да отвориме и на друго место, градинка, па со оглед на потребите на жителите на општина Старо Нагоричане, ако има потреба, ќе ја оформиме своја сопствена градинка која ќе биде под општината и ќе ја стопанисуваме ние. Но еве за почеток ќе почнеме со Ангел Шајче и еве во оваа прилика би сакала да кажам и да се обратам до сите жители и родители на општина Старо Нагоричане заинтересирани за своите дечиња да ги водат во градинка, да се обратат во градинката Ангел Шајче, таму да си ги запишат дечињата. Значи од 1 март би требало да стартуваме со градинката. Така, повеќе години наназад се најавуваше и привлекување на странски инвеститори за развој на бањскиот туризам. Пред се мисли на бањата Стрновац. Кој моментално стопанисува со оваа бања и во каква состојба е? Има ли некакви планови во врска со оваа бања? Бањата е моментално во многу лоша состојба. Значи во многу лоша состојба е. Тоа е се скоро руинирано, делот што беше изграден малку се стопанисуваше од општината, мислам дека предминатата година. Тоа е се во руинирана состојба, во многу лоша состојба е. И од Министерството, всушност, бањата Стрновац е под Министерството за економија, значи за издавање на концесии, инаку тоа е во државна сопственост, не е под локалната самоуправа, така да ќе биде по неколку пропаднати тендери од страна на Министерството за економија, ќе биде распишан тендер за бањата и ќе се подигне тендерот на малку по високо ниво, за да може да влезат можеби и странски инвеститори тука и да направат еден бањски комплекс кој ќе биде, значи, навистина убаво туристичко место кој што и туристите и посетителите кои што ќе доаѓаат тука да има бенефит и општината и самите инвеститори во самата бања. Каква е вашата соработка со општините Куманово и Липково пред се, но секако и со општините од целиот североисточен регион? Работите ли можеби на некои заеднички проекти? Да, соработката ни е одлична. Значи соработката ни е одлична со општините Куманово, па никако, секако Старо Нагоричане е секако поврзано со општина Куманово, со оглед на тоа што ние сме со некои институции поврзани со општина Куманово, затоа што немаме дел од институциите кои ги немаме во Старо Нагоричане, ги имаме во општина Куманово, така да сме на тој начин поврзани, а и со другите општини имаме одлична соработка во североисточниот регион. Имаме во план да реализираме некои проекти преку североисточен регион, веќе имаме аплицирано за во тек на 2018 година да се реализираат дел од тие проекти за кои што сме аплицирале. Деновиве општина Старо Нагоричане стана дел од меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад. Така, да, Старо Нагоричане влезе. Значи како дел членка во меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад, всушност градоначалникот влегува тука. Значи малку непознаница беше тоа на граѓаните, еве ми можност да им појаснам. Нема никаква опасност, жителите на општина Старо Нагоричане се плашат дека регионалната депонија ќе биде на територија на општина Старо Нагоричане. Тоа јас го изземам како било каква можност, значи регионалната депонија веќе има локација и место, тоа е Свети Николе, додека општина Ранковце ќе биде претоварна станица, така да ние повеќе ќе бидеме кон Куманово, во претоварната станица Куманово, нема никаква опасност, не постои никаква опасност Старо Нагоричане да се претвори во регионална депонија или регионалната депонија да биде тука, така да и ја користам оваа можност да им укажам и да им кажам на жителите на Старо Нагоричане дека не постои никаква опасност за депонија во Старо Нагоричане. Затоа што имаше
После донесената одлука на Советот, имаше напади од страна на населението дека тука ќе биде депонијата, дека ќе ја загадиме животната средина и тоа така. Значи јас прво тоа нема да го дозволам како градоначалник, а во претходниот мој мандат во кој бев 8 години советник во општината, тогаш се боревме против тоа да биде депонијата во општина Старо Нагоричане со оглед на тоа што локалитетот од прв степен е Кокино во општина Старо Нагоричане, имаме и многу важни други културни наследства. И затоа уште тогаш го кажав тоа дека нема да дозволам да биде тука и сега стојам зад мојот збор дека прва ќе бидам што ќе се спротивставам на тоа. Дали како општина ќе аплицирате со проекти за средства од ИПА фондовите? Да, секако да. Тука и го гледаме најголемата можност ја гледаме тука во тие фондови затоа што од сопствениот буџет многу тешко може да се реализираат некои проекти, така да сигурно дека да. Вие сте прва жена градоначалничка на општината Старо Нагоричане. Кажете ни според вас каква е позицијата и положбата на жената во политиката? Мислите на жената во политиката во Старо Нагоричане или општо? Општо, значи општо. Па да, за разлика, еве сега јас како жена градоначалник можам да кажам за разлика во минатите години кога може би на ниво на државата имаше само една жена градоначалник или во некој мандат може би ни една. Оваа година имаме 6 жени градоначалнички, значи дека го подигаме нивото на женската свест, може би да кажам, затоа што еве и во советите веќе имаме 40% на застапеност на жените. За жал во мојот совет, од кој број 9 члена, имаме само 2 жени, но тоа е резултат на повеќе бројноста на листите. Па еве да кажам дека можеби жената заслужува и многу повеќе, не само во политиката, и во бизнисот, и во било која сфера. Таа може да се докаже само ако и се даде можност. Еве јас можам да кажам за себе и дека сум еден пример во руралните средини како може да биде изгласана и жена за градоначалник, со тоа со оглед на предрасудите кои во руралната средина се поголеми од урбаната. Значи, мене граѓаните, жителите на општина Старо Нагоричане ми дадоа максимална поддршка. Јас им се заблагодарувам на тоа и мислам дека ќе ја оправдам нивната доверба до крајот на мојот мандат. И пред самиот крај на емисијата да ве прашам што беше предизвикот за оваа градоначалничка функција? Па, предизвикот беше со тоа што јас потекнувам. Значи, моите родители потекнуваат од општина Старо Нагоричане, одселени се, живееле, јас сум мажена во општина Старо Нагоричане и бев 8 години, 2 мандати во советот на општина Старо Нагоричане. Ги согледував проблемите и како се мачат жителите, многу малку се обрнува внимание на сите нивни проблеми и тоа највеќе ме поттикна да застанам на чело на општината, да пробам да се справам со сите тие проблеми и предизвици кои ги носи самата функција и се надевам дека ќе го сработам сето тоа што се очекува од мене. Мислам дека сакам да кажам и жената може да биде успешна градоначалничка, не значи дека само мажите се тие кои што можат да се носат со таа функција. Некогаш и жените може да бидат, да не речам, поспособни од мажите. Господи Јовановска, ви благодарам на гостувањето. Вечерва опфативме само дел од проблемите и предизвиците со кои што ќе се соочите во наредниот 4-годишен мандат. Ова е ваше прво гостување, но се надевам не и последно. Нели, верувам дека соработката ќе продолжи и во идниот период. Така, ви благодарам уште еднаш на поканата. Ми беше чест што бев ваш гостин. Во секоја наредна прилика кога ќе ме поканите, ќе бидам ваш гостин и на сите ваши прашања се надевам дека ќе одговорам и на прашањата на нормално на граѓаните на општина Старо Нагоричане. Поздрав до вас и до сите гледачи. Ви благодарам уште еднаш. А вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.